Последни вести денеска. Добро вечер. ВМРО ДПМН ќе предводи 55 општини, вклучително и градот Скопје. Вреди освои 9, СДСМ 6, Националната алијанса на ДУИ 4. Ова е епилогот од локалните избори по вториот круг одржан вчера. Меѓу 80 избрани градоначалници, 4 се жени. Гласањето повторно го одбележа високиот број неважечки ливчиња, речиси 24.000. Државната изборна комисија доцна попладнево ги објави првичните официјални резултати, со што почнаа да течат роковите за евентуални приговори. Во наредните 48 сата до среда до 16 часот и 30 минути течат роковите за евентуални приговори врз основа на објавените првични официјални резултати. За оние места каде што нема приговори, Државната изборна комисија во четврток ќе објави конечни резултати за тие општини, додека доколку бидат поднесени приговори, Државната изборна комисија има рок од 72 часа да одлучува по поднесените приговори. Тоа во денови доаѓа некаде до сабота. До доцна во ноќта во Кичево се славеше победата на Александар Јовановски од ВМРО ДПМН, кој го доби соочувањето со Фатмир Дехари, кој 3 мандата во низа раководеше со општината. Премиерот Мицкоски од Кичево порача дека народот се обединил против раскалешеноста и недомакинското работење. Јовановски пак рече дека дошло време за живот и соживот. Кичево гласаше денеска за слобода. Кичево денеска се ослободи од човекот кој што се богатеше на грбот на кичевчани. Она кое што најмногу го доби денеска Кичево, а тоа е едно сплотување и обединување. Имаме убав живот, не сакам соживот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме и ќе продолжиме да живееме уште поубаво. Од утре ќе светне силен ден. Орце Ѓоргиевски ќе го предводи градот Скопје во наредните 4 години. Тој вети дека веднаш ќе почне со подобрување на состојбата во главниот град. Неговиот противкандидат Мециновиќ е задоволен од резултатот, откако за двојно го зголеми бројот на гласовите во однос на првиот круг. Веднаш по земањето на уверението, ви ветувам дека макотрпно ќе се борам да ги поправиме состојбите таму, затоа што целиот наш народ, сите скопјани тоа го очекува. Ви ветувам дека ниту еден од вас нема да го засрамам во наредните 4 години. На Скопје ќе му понудиме нов лик и многу работа. Историјата ќе биде наклонета кон нас, затоа што ние заеднички од утре па натаму ја пишуваме. Во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за еднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку. Тоа значи дека во следните 2,5 години Скопје само дополнително ќе се мобилизира и на парламентарните избори левица ќе претендира да биде прва партија во Скопје. Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, најави сериозен рез во партијата уште деновиве и повтори дека не размислува да ја напушти челната позиција на партијата. Во меѓувреме во СДСМ падна уште една, трета во низа оставка. Председателот на општинската организација на Ѓорче Петров, Костадин Ацевски, објави дека ја напушта функцијата и побара оставка од целото партиско раководство. Сметам дека тоа што се направи во партијата изминатиот период после таков еден навистина катастрофален пораз лани беше една консолидација. Меѓутоа секако дека овие избори се дополнителен
показател од кој што ќе влечеме пораки и поуки за во иднина. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Не само заради лошите резултати, туку и заради начинот на действување на СДСМ во изминатиот период. Кампањата во вториот круг беше повоздржана од таа во првиот, со одделни случаи на лични напади. Меѓународните наблюдувачи на ОПСЕ ОДИХР попладнево ги презентираа своите наоди. Ограничените активности за надзор над финансирањето на кампањите го подкупува транспарентноста и јавната доверба и отчетноста на изборниот процес противно на меѓународната добра пракса. На денот на изборите, на одреден број на избирачки места што ги наблюдуваше мисијата на ОДИХР, изборите различните фази беа осенети како добро организирани, професионални и мирни, иако следењето на гласачите предизвика загриженост. Ниската излезност и во првиот и во вториот круг укажува на намален ангажман на гласачите. Полицијата го приведе возачот кој попладнево смртно прегази велосипедист на пешачки премин кај мостот Гоце Делчев во Скопје и побегна. Во несреќата загина 78 годишен скопјанец. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Приведен 37 годишен од Скопје кој смртно го прегазил 78 годишниот скопјанец кој со велосипед поминувал на пешачкиот премин, што се наоѓа пред мостот Гоце Делчев во правец кон владата. Ударот на возилото во велосипедистот, возачот на автомобилот го оставил возилото и избегал. Сообраќајната несреќа се случила во 12:30 часот. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода ХК од Скопје, затоа што околу 12 часот и 30 минути на булеварот Гоце Делчев во Скопје со патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки удрил во велосипед управуван од Јќ од Скопје, кој од здобиените повреди починал на местото на настанот. На местото на несреќата се извршен и увид и телото беше однесено за обдукција на Институтот за судска медицина. Граѓани кои живеат во близина на пешачкиот премин бараат овдека да се постават семафори. Вела дека секојдневно има сообраќајни незгоди, удрани луѓе кои поминуваат со скршеници. Во 2022 година маж исто така беше прегазен и почина. За само едно деноноќие ова е втор пешак прегазен на фреквентна сообраќајница во центарот на Скопје. Од МВР потврдија дека денеска е приведен возачот, кој синоќа со голема брзина прегази 79 годишна жена на пешачки премин кај гимназијата Јосип Броз Тито. Од ударот жената се здобила со тешки телесни повреди, а тој избегал со својот автомобил. Од вечерната понуда, Каја Шукова гостува на Кавгасу Иван. 21 часот и 30 минути на YouTube и 23 часот тука на Канал 5. Пријатна вечер.